Koji me vodi zaradi imето Tvoje, Tatko moj, te ljubam, mili Isuse. Ne se plašam od zlo, Ti si so mene, mili Isuse. Tvoje čezo spokoj mi dava, živa voda po utrobama. Ne se plašam od zlo, Ti si so mene, mili. Сакам да сум едно со Тебе, Исусе мој златен Спасителе, во срцево мое пребивај, да љубам научи ме и Исусе Христосе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ете, тоа е тоа, како да те научи да љубиш. Значи, најголема е љубовта, го имаме тој стих, нели? Најголема е љубовта. На крајот ќе останат 3 духовни мерки: верата, надежта и љубовта. Најголема меѓу нив е љубовта. Како да те научи да од чувство привремена љубов на земјата да станеш духовна состојба, природа љубов, да ги љубиш сите, да се претопиш во љубовта, да им простиш на сите, никого да не осудиш, да се покаеш за секој грев, да се покаеш за гревовите на твоите предци и да ја прифатиш неговата Божјата волја. Татко наш кој си на небесата, небесен Татко, да се свети името Твое, како што ова сонце ме огрева во муграта во Мавровската агора. Да се свети името Твое, името Негово е Исус Христос, Господ Исус Христос, име над секое име, да дојде царството Твое, царството на вечната љубов во моето срце, во секое срце, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, волјата Негова, како на небото, така и на земјата, така и во моето и во Твоето срце. Лебот наш насушен во живо слово, отвори ни ги словата и денеска. Дај ни го и денес и прости ни ги. Дај ни го и денес. Човек не се храни само од леб. Гревовите наши, како што и ние им ги простуваме. Дали им ги простувате? Вистински, тој ќе ви даде сила. Помогни ми да му простаме на тој и тој, на нашите должници, како што ние им ги простуваме. И не воведи и помогни ни, избави не од лукавиот. Од друг препев, зашто Твое е царството, царството, силата, славата, се е Негово и победата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Знаете, тој е учителот, тој е таткото. Ние зборуваме за текстови кои тој ги слегува, тој е учителот. И ти стануваш само сад и ја исполнуваш Неговата волја, како што Исус рече, јас не правам ништо сам од себе. Арамира ракандас стараман, ракандас стараман. Слава ти, Господи Исусе Христе. Поврзување. Денеска, например, христијаните во Македонија, православни, фрлаат крст во реката и се капат. Тоа е практично народен македонски адет. Пеонците го фрлале царот во реката. Ова сум го зборувал, го повторувам, да разликувате што е македонска народна култура, што е чекорење и живење за Исус и сосема нешто друго. Се разбира дека не забранувам да се играат ора, да се прават обредни игри, да се прават театарски представи, бесовски игри, како во времето на Дионис, знаете? Но суштината е дали си ти вистински христијанин. Пазете сега, сме имале елеусински мистерии, еден ден годишно во Прочка влегуваат во реката и си простуваат едни на други, се крштеваат. Орфеј крштевал исто во водата ако земете и тие ќе речат македонците го измислиле христијанството. Тоа е сатанска доктрина. Ние сме избран сад како израелците. Македонецот е човек кој го повикува Исус. Другото е минлива категорија. Нема такви. Поврзување, концентрирајте се. Врска, во кого си во врска? На Facebook денес објавуваат во врска сум со тој. Линија. Дали се вклучи, дали имаш линија? Дали се поврза со Исус Христос? Поврзан ли си?
Со што си, со кого си поврзан? Важни моменти. Поврзан кога се молиш, кога дишиш, кој ти го даде тој дух животен што го вдахна во тебе, кога мислиш, самиот мислиш, кога зборуваш, кога действуваш, се движиш. Имаме луѓе запнал заради проблем свој емотивен што не сека да прифати состојба со синот. Не се движи и тоа му станува материализација и се уште не се движи, а сака да дели совети на другите. Бог ги создаде нозите да се движиш, синко. Штом не се движиш, значи ти си закоренет, висиш на дрво, живееш во проклество. Без поврзаност ти не си со Него. Со Исус, со Отецот. Ти си зборуваш, ти си се молиш, ти си действуваш само од себе. Ти си знаеш се, па цитираш како кој е спасен, кој не е спасен. Ало, Господе, телефонскиот број не постои, погрешен број. Татко Исусе, дали вистински сум поврзан? Дали сум врзан за нив? Значи, тој вика да се стегнеш со појасот, со каишот на вистината. Дали сум поврзан со Исус, со Таткото Небесен Исус Христос? Ако не сум поврзан, се молам во празно. Разговарам сам со себе. Пазете сега, со моите домашни непријатели, тие внатре што се во мене, не сум чуен, не сум слушнат од Таткото Небесен. Не сум поврзан, не си поврзан. Држиш монолози од телесниот свет, кои не можат да дојдат да се пробијат до третото небо. Апостол Павле, знамеден човек во тело или без тело, беше однесен до третото небо и нема зборови со кои може да се објасни. Стигаат само до поднебесните сили на овој минлив век, твоите молитви, нетраен век. Не си поврзан. Што значи тоа? Па таму си негде врзан за некое непростување, например, за осудување, например, за тврдоглавост, не го предаваш срцето, не му го даваш срцето. Не живее во тебе, постапуваш од себе, не ја исполнуваш неговата волја. Како да се поврзеш вистински со Исус Христос? Па тоа е целата суштина. Мораш да му се предадеш, да ја промениш собственоста од себе собствен, ти што знаеш се, да се промениш во те сакам Господ Исусе Христе, во Исусов. Еве стихови, за да бидат сите едно, како што ти, татко зборува и денеска низ мене во духот, во мене, та што си ти, Отче, во мене, и јас сум во тебе, така и тие да бидат едно во нас, Јован 17:21. Ова е реалност, не е приказна. Поголем број од црквите и ја раскажуваат содржината на ова слово. Ја прераскажуваат и си ја толкуваат како го доживеал тој филмот. А ние зборуваме, не да зборуваш ти да сопреш да зборуваш, тој да зборува од тебе. Тоа не може да го разбира. Да бидеме поврзани со Исус и со Отецот. Трајно. Еве стихови, зашто ако сме сраснати за Него, да сраснеш, знаете она како на дрвото кога ќе срасне нешто друго или ќе се накалеми. Зашто ако сме сраснати во Него, со Него во еднаква смрт, да се остари стариот човек, ќе бидеме соучесници во воскресението. Мораш да се промениш. Римјанинот 6:5. Сраснат калемен на Него, соединет со Него, едно тело, со еден. Тоа подразбира Исус и Отецот да направат вистински сокровиште во твоето срце, да живеат вистински во тебе, да те оживеат во духовен човек. Вистински да нема разлика, граница меѓу тебе, мене, Исус и Отецот, да бидеме едно семејство. Ако не си поврзан, ако не сме едно и кога се молиш на некого друг, имаш себе молење, себе истакнување, себе објавување, себе промовирање, му кажуваш ти како треба, гледајте ме, чудете се. Дали вистински си поврзан со Исус и Отецот? Пазете го тој, и еве цитат, луѓето што се раководат со својата телесна природа, си ја живее својата волја, својот живот, својата душа, не се поврзани, не се вистинска линија на број повик.
кои се водат од својата телесна природа, не можат да му угодат на Бог. Не се богоугодни. Нема благонаклонетост кон Ефремјаните 8.8. Вие живеете, браќа, не по тело, по дух. Само тогаш, ако Духот Божи, односно Исус и Отецот, живеат во вас, ако пак некој нема Дух Христов во срцето, тој не е негов, Римјаните 8.9, тоа значи да не действуваш ти од себе, да не зборуваш од себе, да не постапуваш од себе, да не мислиш од себе, да се препуштиш, ти да бидеш сад, да те исчисти за секојдневна или за свечена употреба. Ако некој го нема во себе Духот Христов, таквиот човек воопшто не е христијанин. Ето тоа се тие христијани кои не се христијани, тоа се тие евреи кои не се евреи, тоа Израел велат дека се евреи, а не се, значи мисли на првата заедница. И ти си се уште во првата заедница, бидејќи само читаш, проучуваш како фарисеи, не му дозволуваш на Исус да го оживее твоето срце, твојот внатрешен човек. Ти си тогаш, и затоа имаме мртво христијанство, празно, бесилно. Дали си вистински поврзан? Бесилно христијанство. Си прават некои обреди од македонската народна култура, како пеонците, како Орфеј, како елеусински мистерии, влегуваат во водата и излегуваат. Или се молиш, действуваш, живееш самиот, или си поврзан. Сите оние што се управуваат под Духот Божи. Значи, тој треба да те оправи, да те управи, се синови Божии. Син Божи, кого го води Духот. Не себе, 8.14 Римјаните. Кој ме управува? Јас самиот ќе решам. Дали сум поврзан со Исус? Сите тие што се раководат, друг препев, раководство, кој ме раководи според Божиот Дух, се деца Божи, Римјаните 8.14. Дали сум и јас во тие сите? Прашај се самиот, кој те раководи, самиот ли постапуваш или бараш водство од Исус? Понатаму вели, се што е создадено, ова е суштината, беше подчинето под Божиото проклетство, спротиставен на Исус, проклетство, нели, се буниш и слава ти Господи Исусе Христе. Не по своја волја, по негова наредба, значи се што е создадено, пазете сега, одиме понатаму, се што е создадено е подчинето под Божиото проклетство. Но не по своја волја, туку по негова наредба. Затоа сите созданија се надеваат, се дрвја, камења, реки, мориња, езера, тие ќе бидат ослободени од стегите на смртта и раѓањето. Значи, ние сме овде во стега, во временска одредница меѓу раѓањето и смртта, да ја добијат славната победа што ги очекува Божиите деца, Римјаните 8:20-21. Значи, ти овде на земјата си привремено, не си дома и имаш раѓање во телесно, слободна волја, за човек зборувам, и смрт, односно смрт претходно можеш да умреш, да го оставиш стариот човек, да примиш сила од Господ Исус Христос, да победуваш со љубовта. Значи, уште еднаш кажа, затоа се што е создадено беше подчинето под Божјо проклетство, но не по своја волја си се спротиставил на Таткото Небесен, туку по негова наредба, затоа сите созданија се надеваат дека тие ќе бидат ослободени од стегите на смртта и раѓањето. Тука си, во тоа менгеве на земјата, и ќе ја добијат славната слобода духовна, што ги очекува Божиите деца, каде што е Духот Исусов, таму има слобода. Значи, се еден ден, се што е на земјата е спасоносно во Стариот Завет, Римјаните 8:20-21, друг препев вели, самото создание ќе се ослободи од робството на распадливоста при славното ослободување на чедата Божји 8:20-21. Проклетство спротиставен на Исус, неповрзан, откинат, паднат, имаш малку време на милост на земјата, да повикаш кон Него, да се вратиш во законот на љубовта, да ја примиш љубовта која никогаш не престанува, да простиш на сите. Бараш помош, простувам, да не осудувам, се покајувам.
Мораш да се покаеш, да признаеш дека не можеш самиот за гревовите на своите предци и за себе, значи да се покаеш и да ја прифатиш неговата волја. Те сакам проклетство, значи спротивставен на Исус. Неповрзан, откинат, паднат, Сатана, значи спротивставен на Бог. Ослободување кога ќе се поврзеш во дух. Кога ќе се поврзеш во дух со Исус и Таткото. Треба да се поврзеш со вечната љубов. Дали го сакаш тоа? Да се откажеш од себе си. Да го љубиме Исус, да ни биде во срцето вистинскиот тој однос. Се било што не може да те оттргне тебе. Овој ми направи, сега не одиш во заедницата, имаш некој проблем. Тогаш треба да одиш. Оставаш се, светот го оставаш. Огромна маса евреи кои не се евреи, само со умот се во Исус, а срцето им е далеку од Исус. Со устата исповедаат, срцето им е далеку. Во срцето им е некој друг од овој мртов, проколнат, паднат, нешто друго, свет. Седат во истата кал, цел живот, брборат, бамборат за Исус. Пазете, стиховите се, кој ќе не одвои од љубовта кон Исус? Никој. Дали неволјата, или маката, или прогонот, или гладот, или голотијата, или погибелта, или мечот, Римјаните 8:35. Што ќе те оттргне? Друг препев. Членови на семејство, состојби, ситуации, те изнервира неправдата во светот. Членови во заедницата нетрпеливост. Може ли да има сила што ќе не одвои од Христовата љубов? Заради некој член на заедницата, ете ти си заминуваш. Не заминуваш заради него. Заради себе, заради твоите внатрешни непријатели. Тие што се внатре во тебе. Не може да сме вистински поврзани ако не сме поврзани во таа љубов. Значи, вистински да се поврзеш, ти тогаш ќе имаш трпение, долготрпеливост, многомилостивост и љубов која никогаш не престанува. И се наброени што сака, може ли да има сила што ќе не одвои други состојби, смрт, нема, живот, ангели, власти, сегашност, иднина, височина, длабочина, ниту било кое друго создание нема да може да не оддели од љубовта Божја во нашиот Господ Исус Христос. Римјаните овај 8:38-39. А тебе те одвојува некоја состојба, некој член на семејство, некоја состојба ти забранува, ти прави, нешто ти се случува, твојот ум барикадите, ти си имаш своји идеи, не си задоволен, нешто сакаш ти да правиш. Сили од височини и длабочини не може да не одвои, ако вистински, тоа се духовните поднебесните сили на злото на овој век, со сето срце, со сета душа сум венчан, сум поврзан, возлюбен, љубен во Исус Христос, љубен. Затоа тој кажам дека е младоженецот, ние сме невестата. Таа почетна страст која можеме да ја разбереме, но по извесен период ќе се разведат. Зашто телесната љубов е минлива, смртна. Само неговата љубов е трајна. Таткото небесен е љубов, тоа е природа, не е чувство. Дали сум споен, поврзан, дали сум на духовна линија со Исус Христос? Постојано. Самиот дух му сведочи на нашиот дух дека сме чеда Божји. Ти знаеш дека си чеда Божји. Со полна доверба доаѓаш кај него. Римјаните 8:16. Со него страдаме, со него се прославуваме. Го прославуваме во него. Велми љубовта негова се прославува во нас насекаде. Исус, те сакам, Господе Исусе Христе. Слава ти, Исусе. И одиме сега кај римјаните. Кои се тие римјаните? Па ти со семејството, ние сите. Поврзување врска. Сега кога стекнавме праведност.
И ние вчера дискутира дали сме праведни или не си, дали се спасени или не си. Тоа често го дискутираат една голема деноминација која е поделена на подденоминации. Спасен сум еднаш, спасен за секогаш, спасен не знам што. Секако стекнавме праведност преку вера. Значи во вера, во него, действување во заедништво, не ја барам својата правда. Живееме во мир, оклопот на праведноста не осудувам. Живееме во мир со Бог. Што и да се случува по заслуга на нашиот Господ Исус Христос. Дали живееш во мир? Си му предал ли се или ти си имаш своји идеи? Благонаклоноста на Бог спрема нас. Ти кој ќе му се предадеш, стануваш негово дете, тој се грижи за тебе, која сега ја уживаме, така си ти поврзан. Ти стануваш дете кое доаѓа пред својот татко, значи параболата за блудниот син, татко, татко, татко. Дали му велиш татко? Јас кој ќе речем татко, се застанува. Татко, во името Исусово дојди во Македонија. Во сила изгони ги овие луѓе што крадат, лажат, дрогираат, дрога, блудство, криминал, ја продаваат Македонија, не понижуваат македонецот. Дојди во Македонија и помогни ни, Господе Исусе Христе. Благонаклоноста на Бог спрема нас која сега ја уживаме, значи дете и татко, ја добивме преку вера во Господ Исус Христос. Комплетно верувам во него. Овде сум привремено, дома ми е мене горе во духовното царство. А вие? Затоа се гордееме и со нетрпение очекуваме, се радуваме. Видите, некои препеви не се баш така, гордоста е смртен грев. Очекуваме и ние да ја споделиме Божијата слава. Славата е Негова, царството. Овде има препеви кои не е баш тоа, но не сум го читал, го проверуваме, но тоа не е се. Јас се радувам кога се претопувам во него. Ние ја гледаме светлата страна. Исус го гледам и кога поднесуваме неволи. Исусе, тој ти дава помош. Тој те спасува повеќе пати, привремено спасување имаме, тоа ќе го обработиме понатаму и трајно. Свесни дека преку неволи се здобиваме со трпеливост. Овде вели, трпеливоста гради цврст карактер. Изборот карактер не е добар, бидејќи ти се претопуваш во него. Ти не си карактер, ти си дел од неговата, тој е главата, тој зборува, тој мисли, ти си сад. Ти си дел од неговата љубов. Значи, ти дава, трпеливоста те изградува, карактерот ни одржува надежда и ти мисли дека ти треба да имаш карактер. Ти кој имаш карактер, имаш своји ставови. Тој зборува, тој да зборува. Значи, промената, трпеливоста те вгради во духовен човек, духовниот човек ја одржува надежда, што никогаш нема да го разочара. Темел на нашата надеж е Божијата љубов, што веќе е влејана во нашите срца. Ако Божијата љубов е влејана во твоето срце, ти ќе знаеш како треба да постапуваш во сооднос со тие што уште не се утврдени. Имено, значи, Божијата љубов треба да се влее во нашите срца и тоа е таа жива вода, извор, која никогаш не престанува. Имено, уште додека бевме безпомошни во вистинскиот момент, Христос умре за нас. Безпомошен си ти во овој свет, постапуваш како светот, те врзува сатаната со пранги. Умре за нас, иако ние не го познававме Бог. Таткото, тешко би се нашол човек, што би се понудил да умре дури и за некој праведен човек. За исклучително добар човек можеби некој би се решил да умре. Но Бог ни покажа колку многу не сака кога го испрати Христос да умре за нас уште додека бевме грешници. Тој плаќа за тебе. Значи ти имаш долг, он го плаќа тој. И потоа ти мислиш дека си спасен. Не ти, тој е почетна позиција. Од тука почнуваш да действуваш заедно со него, да работиш, да бидеш слуга Божји, а потоа стануваш сотрудник, сакаш да работиш со полно срце и примаш сила. И ќе те научи како тој да действува, не да зборуваш ти од себе. Тој е целиот проблем. Луѓето од себе зборуваат, дискутираат дали сум спасен, како ќе се спасам, кога ќе се спасам, еднаш спасен, за секогаш спасен. Па се има рок на трајање на земјата. Горе си спасен кога ќе заминеш. Но тогаш ќе го дознаеш тоа. Пак ќе го викнам професорот Темков, ќе го споменам. Ми предаваше етика на докторски студии. Видете, тој не е неверник, но духот го тој вереше етика се полага кога ќе застанеш пред Бог.
Jaz keď ti dám сега reče ovde, ocenka si položi letika, si pogrešil utre za utre i ke padneš na etika. Pazite, ete to je to, a spasen. Сега откако сме оправдани преку крвта на Исус, што се пролеа за нас и за тебе се пролеа, тебе не те интересира. Можеме да бидеме уште посигурни дека заради Исус ќе бидеме поштедени од Божиот гнев. Наплата на гревот е смрт, тоа што правиш, тоа ќе ти се прави, ти се врзуваш, тогаш во вечност ти мораш да отплаќаш. Ако додека уште бевме непријатели, се смиривме со Бог таткото преку смртта на неговиот син, во кој тој пребиваше во дух, малку е потешко за разбирање, колку посигурни можеме да бидеме сега. Сега е времето благопријатно. Дали Исус живее во твоето срце? Кога сме смирени, кога Исус е жив, дека ќе бидеме поштедени од Божиот гнев. Затоа, значи, тој плати за тебе. Ти можеш да дојдеш кај него, но мораш да се движиш по тесната патека на животот. Причина да се гордееме со Бог, она што тој пак тоа, да се гордееме, да се радуваме. И со она што тој го направи за нас со посредство на нашиот Господ Исус Христос. Во другиот препев го нема тоа гордееме и го нема тоа карактер. Кој не смири со Бог, не смири. Значи да влезеш во неговиот мир, во неговиот спокој, да му предадеш се, да се откажеш од себе си, да се откажеш од осудување, да се откажеш од умување, од филозофирање, да се откажеш од непростување, да се откажеш од својата волја, да се вратиш во љубовта која никогаш не престанува и ќе излезеш од проклетството меѓу раѓањето и смртта. И ќе бидеш син Божи кога го води Духот Божи и ќе победуваш со љубов. Ти нема да поставуваш прашања, нема да умуваш, ти ќе чекаш одговор. Тој ќе те води како што овде сега тој води во името на Господ Исус Христос. Ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз мене, врз целата заедница, врз овој имот и врз македонската земја. Бегај од Македонија, сатана, во името Исусово и не враќај се повеќе. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз Македонија, македонската земја, врз заедницата, врз секој еден од нас. Го објавувам Царството Божие во моето срце и велам не за сатаната и смртта, да за Исус во моето срце, во Македонија, во се што имам. Бегај од Македонија, сатана, во името Исусово. Мораш да напуштиш. Христов војник ти вели, излези сите демони на лага, крадење, блудство, порнографија, негирање на македонскиот идентитет, дрога, криминал, педофилија, марш од Македонија, илуминати, марш сатано. Ако има еден праведник, дали ќе ја спасиш Македонија? Татко, на тебе се надевам, Исусе, тебе те повикувам. Македонија е земја на Исус Христос. Марш сатано, на колена пред семокниот Бог. Од земјата до небесата, силата Исусова, љубовта Исусова, волјата Исусова, царството, да не преплави Исусовата љубов. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во срцето Твое Исус. Клекни на колена, Господе Исусе Христе, се покајувам за секој грев, прости ми погреши пред Тебе и пред небото. Татко, го повикувам името на Твојот Син, да ми помогнеш да им простам на сите, никога да не осудам, да се покајам за секој грев, да ја прифатам Божјата волја. И да влезам во Твојот мир и Твојот спокој, да победувам со љубовта која никогаш не престанува. Амин. Исусе, Твоје чезо спокој ми дава, жива вода од утробава. Трпеза ми приголоти пред непријателите мои, со елеј ме помаза, со блаженство ме напои. Милоста ме придружува во сите дни на животот, во домот татков престојувам многу дни, многу дни. Не се плашам од зло, ти си со мене, мој Исусе, Твоје чезо